Добра вечер, драги гости, драги слушатели, драги гледачи. Со овој концерт Македонската радиотелевизија го одбележува својот ден. Ве поздравуваме. Вечерва ќе имаме блиска средба со музиката на Драган Ѓаконовски Шпато, нашата нај-легенда, нашиот музички преродбеник на македонската западна музика и джезот. Ке потече сега една богата река од музиката на Драган Ѓаконовски Шпато и таа на свој начин ќе зборува за неговите сензибилитети, за неговиот бескрајно богат и раскошен талент, за неговата визија, за сето она што можеше тој како мајстор музичар да го направи и да го преточи во партитура. А се сеќавам дека во нашите дружења кои беа неколку годишни, односно неколку децениски, тој беше многу едноставно момче. Имавме секојдневни теми, прозаични, обични, профани, екзистенцијални, убави, шармантни, полни со анегдоти за нас и за него особено. Но кога ќе станеше збор за музика, за нашите музички состојби, за нашата музичка иднина, тоа беше, од него излегуваше друг Шпато, друг човек, со некој посебен футуризам, со некој посебен дух и навистина чувствувавме дека тоа е автохтона една музичка појава и како таков го чувствувавме. И тој со секој чекор, со секој ден, со секоја партитура го докажуваше дека е навистина посебен. И сето тоа тој го преточуваше во еден мал ансамбл, кога го доби тој наш мал радио ансамбл, беше пресреќен зашто сето тоа можеше да го преточи во работата на тој ансамбл, а во работата со тие поединци тој беше суров, беше бескомпромисен, бараше од нив да излечат совршен тон. Сакаше да станат деца на светот, да излезат од провинцијализмот, тој е наш музички, деца на музичкиот свет. И тие такви се однесуваа, тие навистина се почувствуваа како непровинцијалци, како ова е негов збор, негов квалификатив. И навистина тој ги отвори широко вратите, не внесе вака модерност израза во Европа и не само во Европа. Од друга страна, секогаш ме чудеше, тој беше со еден ограничен неколкугодишен, така една неколкугодишна едукација во средната музичка школа и ништо понатаму. Тој не отиде на фестивали странски, светски, немаше дискотека, тој немаше семинари, немаше состаноци, немаше таква медиска мрежа да следи, да слуша, за да може толку музика да внесе во него, таква визија, да живее со таков музички футуризам. Имаше татко музичар, наставник, братот постар беше виолинист, но сепак кажувам како можеш сето тоа да се собере во тој човек. Тоа беше посебноста на Драган Ѓаконовски Шпато. Првиот контакт кога тој навистина се докажа како голем музичар беше она позната сторија од неговата повест, од неговиот живот, кога дојде филмот Бал на вода, и кога тој 9 или 10 пати влезе во киното, и во оне полумрак или мрак, тој ја симна сета музика. Голем настан, вие за тоа зборувавме, и тоа веќе стана наша историја, наша класика како настан. Потоа се случува еден настап во Белград, на првиот фестивал на југословенската забавна музика, кај што прати само штимови за цел ревички оркестар, без партитура. Бојан Адамич дојде бара да дирижира, да диригира, Бојан Адамич бара партитура, немаше партитура. Па как е можно? Како е можно дека кај партитура? И покојна Слободан Николовски го фати возот, веднаш до Скопје, вика Шпато седи пишува партитура. Сакам да кажам, или да речеме кога одеше на фестивал неколку пати на Опатиски фестивал, кога беше и нашиот биг бенд, кога диригираше со другите состои на Љубљанскиот оркестар, на Загребскиот оркестар, навистина од него зарачеше висок професионализам. Што да речем, ние го нарекувавме гение, чинам дека може преостар збор, но јас ќе кажам дека навистина беше голем наш единствен голем природбеник музички, нај Шпато почина пред 12 години, сега на 3 јануари, ќе се направи 12 години од неговата смрт, живееше 56 години. Шпато во нас, за нас, остана како злато. Големиот ревички оркестар на Македонската радиотелевизија, кажувам по повод денот на Македонската радиотелевизија, вечерва со музика од Шпато, големиот ревички оркестар со 20 диригенти, Кире Костов, Александар Джамбазов и неколку наши вокални солисти. Пријатно.